Летна соната за мојот град е насловен поетскиот филм кој следниот месец ќе ја представува нашата земја на Интернационалниот фестивал за поетски филм во Лос Анџелес. Нешто повеќе за филмот, што значи да се создаде поетски филм и како живее поезијата денеска во земјава, вечерва во Трилинг разговарам со Јулијана Величковска, продуцент на филмот и една од најинспиративните поетеси и писателки во земјава. Од страна на продуцент на овој филм, што значи да се направи спој на поезија, музика и уметност? Идејата е да се направат поетски филмови во земјава, нешто кое што е прилично популарно период наназад, веќе во Европа, па и во регионот, но нешто што не достигаше кај нас на нашата филмска сцена, пред се и поетска сцена. Практично зборуваме за поетски филмови кои што се еден поджанр на експерименталните филмови. Во принцип имаме нешто што е најблиско можеби до музички спот. Практично треба да се направи еден извесен превод на една песна или на текст на една песна од поет и таа да се пренесе на јазикот на филмот. Во овој случај работевме на 12 поетски филмови. Како продуцент, практично како организатор на Скопски поетски фестивал, дојдовме до таа идеја да прикажеме домашни филмови од наши домашни режисери, од наши домашни поети и автори. Направивме 12 кратки поетски филмови кои што се однесува или на филмски јазик пренесоа 12 песни за Скопје од наши поети и од класиците како Радован Павловски, Анте Поповски и така натаму до современи поети, меѓу кои песната која што ја споменавте, Летна соната на мојот град од поетот Андреја Ласади. Во мојот град само сонцето е бесплатно. И воздухот што смрди на застоено млеко кога се враќаш дома пеш во 4 попладне. Работници копаат под секое клопче градска мувла, како да бараат леден сок. Дали овој тип на филмско остварување наоѓа интерес кај регионалната публика? Да, се побројни се филмските фестивали кај нас и во регионот. Практично поетските филмови се, како што кажав, еден вид експериментални филмови во тој жанр, така што има доста и фестивали што се конкретно за такви филмови насочени, но исто така имаме и во светот фестивали кои што се специјализирани за поетски филмови. Ваши стихови се објавени на 20 странски јазици, автор сте на стихозбирки, вашиот книжевен опус го проширувате и во пишувањето на последниот роман насловен Годишни времиња и книгата за деца Ведра. Кој е ваше омилено книжевно поле, периодов на творење? Каде се чувствувате можеби најудобно? Па би рекла дека беше голем предизвик пишувањето книга за деца. Во принцип тоа беше приказна која што ја носев долго време во себе и усно ја прераскажував на разни дечиња, но се најдов пред предизвик да ја запишам, да ја срочам во зборови, да ја спакувам како книга, затоа што требаше тогаш да одлучам со кои конкретни зборови ќе им се обратам на сите деца наеднаш. И тука имате чувство на одговорност и во однос на јазикот, каков јазик ќе користите во книгата, на која возрастна деца им се обраќате, доволно јасно за да може да разберат, доволно нови зборови за да го поттикнете љубопитството кај нив и да го засакаат мајчиниот јазик уште повеќе и сето тоа. Вашите колеги велат дека веќе кога ги споменавме децата, дека станува збор за најискрената од една страна, но од друга страна и најсложената публика. Како нашиве деца реагираа на Ведра? Се согласувам со тоа дека е така. Тие се секогаш искрени и љубопитни, ќе ве прекинат ако сакаат да потпрашаат нешто, ако нешто им е нејасно и така натаму, знаат да коментираат постојано и за разлика од ние возрастните сме воспитани да не го правиме тоа, но на некој начин тоа можеби е добро. Од друга страна пак можеби некогаш тој фидбек кој што го добиваме од децата или општо од публиката е многу значаен за авторот, можеби и за да се подобри и така натаму. За сега Ведра е прифатена преубаво, пресрекна сум, добивам пораки од родители како имаат нова рутина пред спиење, да ја читаат или да ја слушаат, оти снимив ми аудио верзија на книгата, така што ја слушаат Ведра, ја сакаат приказната, цртаат илустрации и така натаму. И многу се радувам што најде така на широк прием книгата и ја сакаат децата. Величковска, вие сте и програмски директор на Скопскиот поетски фестивал. Едни сте од ретките во земјава што на малку поинспиративен начин се трудите да доближите поезијата, па дури и до помладата публика во земјава.
Како живее поезијата овие денови? Се чита поезија во Македонија? Се поддржува од страна на институциите? Има многу млади поети во земјава кои што се трудам особено многу и со издавачката и со фестивалите да ги поттикнам, да ги поддржам, да им дадам простор, да ги насочам и како уредник во тоа нели каде може да се подобрат во рамки на самото пишување, да им дадам простор на фестивалите да бидат слушнати, да бидат видени не само од домашната публика, туку и од гостите од странство кои што честопати се и преведувачи и организатори на сродни фестивали и така натаму. И нели со нивните изданија и добар дел од нив веќе високо котираат и на книжевните награди кај нас. Ако се земе предвид дека Ива Дамјановски со двумење е најмладиот добитник на Браќа Миладиновци кај нас пред 2 години на Струшките вечери на поезијата. Андреја Ласади е 3 пати во најтесен избор за истата награда. Павлина Атанасова исто така беше во најтесен избор со нејзината прва стихозбирка. Тоа се се млади автори, многу квалитетни наши автори за кои што едва и чекам до прва, мислам дека ќе ги береме нели плодовите од нивниот труд. И единствено што мислам дека тука создава известна горчина во целата приказна, што за жал пак имаме публика која што има тенденција да не купува поетски книги. Имаме публика која што смета дека поезијата е нешто што треба да се добие бесплатно, дека треба да има достапен нели пристап до поетските книги. А од каде овој статус? Како дојдовме до овој заклучок дека поезијата треба исклучиво да се подарува? Да, има некакво чуден подценувачки однос кон поезијата. Дури и некои наши големи возрастни веќе живи класици автори имаат речено дека поезијата е нешто што може да седнеш да го напишеш на колено на тетрадка, дека наводно за големата проза, за романите и така натаму е потребно многу посериозно да се посветиш. Како човек што напишал и романи, што пишува и поезија, мислам дека е подценувачки да се каже нешто такво. Добра песна и тоа како тешко да се напише. И може да биде многу мачен и долг процес, исто како и да се пишува подолга проза. Ние најмалку од се треба да гледаме на тоа бројот на страниците дека се нешто што би било репер за квалитет и слично, или за тежина, книжевна тежина и значење. Ми се чини дека тука има некој проблем околу тоа, исто така и проблемот со поддршката на институциите, која што ја има, но е символична, недоволна и ми се чини дека не се следат општо тековите на европско и на регионално ниво, особено во однос на поетските фестивали. Навистина аплицираме со проекти кои што нудат пребогата програма, кои што нудат врвни автори и од странство и од земјата, и добиваме по некои 10-15% од планираниот буџет со кој што се снаоѓаме и за среќа имаме тука многу луѓе кои што се талентирани, кои што од се срце помагаат, работат практично без никаков надомест и успеваме да ги оствариме овие изданија наназад на фестивалите, но се надевам и очекувам дека еден ден ќе имаме среќа и късмет да имаме на позиција политичари кои што ја почитуваат културата и знаат да ја вреднуваат и да ги вреднуваат авторите, нивниот труд, значи од секоја област на културата, не само книжевноста и поезијата. Го споминавме настанот Поетска ноги во Велестова. Јубилејното издание годинава ќе биде посветено на женската поезија и за таа цел во фокус ќе биде поезија од преродбата до денес. Вие сте директно вклучени во целиот принцип на работа. Каков е поривот на младите поетеси денеска во Македонија? Младите поетеси заземаат се подобра позиција, нешто што многу ме радува. За жал, пред известно време младите поетеси беа сметани како известен декор на поетските фестивали, како известни хостеси беа третирани. Тоа е нешто што навистина не ми се допаѓаше и се радувам и гледам дека тие слики веќе се менуваат. Ја споменав Ива Дамјановски, Павлина и така натаму, многу други млади поетеси кои што не само што учествуваат на фестивалите, туку и добиваат значајни награди. Имаме жени поетеси кои што веќе се и членки на жиријата за доделување на награди. Имаме авторки кои што се и издавачи и така натаму. Значи имаме и жени издавачи веќе во нашата културна и книжевна сцена, нешто што пред 20 на години речиси го немаше. Ми се чини само Винка Саздова дека беше единствената жена издавач во Македонија пред некои 20 на години. Сега не има повеќе и тоа е нешто што многу ме радува, оти веќе се менуваат нештата и мислам дека гласот на жените, особено на поетесите, е се го добива вниманието кое што треба да го добие, се појасен и повидлив и попочитуван. Величковска, ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинка.
Ви благодарам и вам.